Македонско радио, Радио Скопје. Почитувани слушатели, разговорот во оваа ноќна програма го посветивме на хералдиката, науката чиј основен елемент се е грбовите. А наш гостин е Јован Јоновски, хералд и председател на Македонското хералдичко здружение. Но говорејќи за хералдиката, загатнавме и едно прашање, поточно оние научни дисциплини кои што се тесно поврзани со хералдиката, па за вексилологијата како наука за знамењата делумно и образложивме. Да поговориме за онаа наука, фалеристика, која што се занимава со ордените и медалите и незината поврзаност, впрочем, со хералдиката. Тука би требало да спомнам јас уште една дисциплина која што е исто така поврзана со двете, всушност, која што го прави спојот, да речеме, меѓу хералдиката и фалеристиката, тоа е шивалеристиката. Или дисциплината која што се занимава со ордените, но ордените во смисло на редовите, витешките редови. И не само витешките редови. Еве ќе дадеме едно мало објаснување за слушателите. Хералдиката се јавува во времето или блиску до времето на крстоносните војни. Се поклопуваат тие два историски феномени, со тоа што тело тие кои што заминуваат во тие крстоносни походи, не заминуваат сите со освојувачки намери, туку има некои групи луѓе кои што се собираат околу некоја цел. Најчесто тие цели биле заштита на оние кои што одат на Аджилак, или заштита на некое свето место, или заштита на, односно, лекување на болните или на повредените кои што оделе на Аджилак, и тука се формираат тие редови. Значи, витешки редови кои што се организираат по редот на монашките редови, монашките братства, кои што покрај таа монашката улога ја имаат и улогата во зависност од каков е редот, нели, дали е војнички ред кој што се занимава со заштита, нели, или станува збор за ред кој што е болнички ред, кој што се занимава со нега на повредените, на болните. И сега тие редови кои што биле организирани како братства, понатаму имале некои символи кои што ги носеле. Еден од тие, да речеме, символи се ознаки на ордени. Сега, во текот на историјата, самиот знак на орденот веќе почна да се одвојува од самата групација. Зборам во интересот на истражувањето. Така да денеска имаме шивалеристиката, која што се занимава со испроучување на тие витешки редови, кои што некои и до ден денеска постојат, некои сметаат дека се возобновување на некои други редови, а кога станува збор за фалеристиката, значи станува збор за ордените и медалите во смисол на знаци, кои што на почетокот биле врзани со тие редови, но понатаму после Француската револуција, повторно Француската револуција, нели, веќе стануваат само наградни системи на некој владетел или во конкретниот случај веќе во последните неколку години на државата. Значи, фалеристиката се занимава со истражување на медалите и ордените, со нивниот историјат, системите кои што одат затоа што сепак, нели, повторно имаме некои системи, имаме некои правила како тие се давале, на кого се давале, што представуваат, како представуваат, и тоа е тоа што се занимава фалеристиката денес. Ако се вратиме со прашањата кон хералдиката, а сега кој фалеристиката е интересен сегмент, колку луѓето ги познаваат овие научни дисциплини, но овие нашиве простори, певи меѓународно бидејќи учествувате во организации, каков е интересот и каде можат да се добијат најмногу податоци, информации, материјали за оние што би сакале да прочитаат нешто повеќе, можеби? Интересот е различен, затоа што, да речеме, кога станува збор за фалеристиката, тука често пати доаѓа и до колекционерство. Значи, луѓе кои што собираат медали и ордени, кои што покрај тоа нивно собирање се сакаат да истражуваат, нели, за работите што ги имаат или за работите што сакаат да ги имаат. И некако фалеристиката да многу се доближува со колекционерството.
Значи кај нас има луѓе кои што се колекционери на ордени и на медали, но сакам да направам и разликата. Значи фалеристи се оние кои што се занимаваат со научното истражување на тие медали и ордени што и да се, и за сите други системи. Не е само колекционерството, додека кога станува збор да речеме за хералдиката, зависи и од земјата, зависи од историјата на земјата, од местото кое што грбовите го имале во тие држави. Ке кажам барем неколку примери. Во Англија примерот е дека за да се добие грб некој, да го добие од главниот хералд или кралот на грбовите од Англија, да биде достоен за тоа. Низ историјата тоа достоен се менувало, додека да речеме во Германија добивањето на грбови било многу по-либерално. Значи има огромен број на грбови на семејства кои што имаат грбови и во Германија многу било од секојаш по-либерално, да речам, добивањето на грбовите и со тоа и интересот, значи на луѓето, затоа што не ги гледаат грбовите само како нешто далечно, како нешто што човек не може да го достапно само за некои високи слоеви. Туку достапно за секој граѓанин, нели рековме без разлика на статусот, кој што доволно се интересира да започне со една таква процедура и нормално да ги покрие трошоците што доаѓаат. И затоа велам зависи од земјата како се гледаат. Додека примерот што го спомнав со Германија, интересот е доста голем, таму има дури компании кои што живеат на хералдика. Од луѓе кои што ги истражуваат своите корени, затоа што хералдиката е исто така врзана со генеалогијата, наука за родот. Бидејќи грбовите, како што спомнавме на почетокот, се наследни, кој како наследува и една работа, една гранка на генеалогијата, кој што се занимава со тие генеалошки истражувања во смисол, грбот се наследува. Тоа навистина може да биде од голема полза кога некој сака да го истражува своето потекло, да благодарение на тој символ дознае многу повеќе за себе. Да, апсолутно, затоа што да речеме иако грбот е достапен, не секогаш сите генерации доволно се грижеле за тоа. Веројатно, може би, ако едниот му било грижа за грбот, другата е шокемија, да речеме, нели така? И сега потоа трета генерација, четврта се сеќа, дедо ми, прадедо ми имал грб, па за да може да се добие тој грб, треба да се направи генеалошко истражување, дека да се потврди дека тој грб е. Така да, затоа велам, значи, повторно зависи интересот, многу зависи од достапноста на грбовите. На нашиве простори? На нашиве простори, значи, ние имаме луѓе кои што се интересираат за грбови, кои што се интересирани да добијат грб, луѓе што добиваат грбови. Нивниот број е мал, не е голем, но станува се повеќе и повеќе. Мислам, на нашите простори историски гледано, имало ли семејни наследувања на грбови? Да, значи, грбови во овие простори имало до доаѓањето на Отоманската империја, затоа што овие простори биле дел од и тој европски простор и грбовите многу брзо стигнале и до овие простори, но понатаму кога доаѓа Отоманската империја, кога доаѓаат други идеи, особено исламот кој што забранува величење на символи, на ликовни символи, особено кога се некои такви дали антропоморфни или други, едноставно тука станува крајот, да речам. Значи едно замирање, да, практично. Едно целосно замирање и се до потоа периодот на будењето на нашите народи кои што повторно кога оделе во странство на школување се запознавале со или презапознавале со таа. Па ја прифаќале како идеја. Да. Кога говориме за нашите простори, дојдовме до овој актуелен момент, она што неодамна беше и актуелно и рековме пред малку така дигна малку повеќе прашина изборот на новиот грб на нашава земја. Конечно изборот е направен. Каква е историјата на македонските грбови, елементите што се користени во нив и конечно местото на лавот во таа приказна на почетокот го споменат. Да, како се спомнавме, лавот е најчесто присутниот символ во хералдиката воопшто, дури и кај личните грбови, затоа што символот на лавот како цар на животните и карактеристиките што ги носи биле секогаш посакувани.
Значи секогаш луѓето со грбовите сакале и сакаат да пренесат некоја порака за своите вредности, за настани од минатото, но исто така и за аспирации, што сакаат да бидат, каде сакаат да бидат, и затоа лавот е најраспространетиот. И затоа веќе кога станува збор за лавот во хералдиката не е воопшто доволно да се каже дека на грбот има лав, затоа што во основа имаме неколку карактеристики кои што придружни некои елементи од самиот лав. Значи станува збор од самиот лав, затоа што лавот е символ како прва карактеристика, втора е неговата поза. Затоа што треба да се направи разлика помеѓу грб до грб. Една од првите работи е позата на лавот. Значи лавот може да биде разгнен, може да биде седнат, може да биде воот. Има многу позиции и секоја различна поза на лавот. Инаква порака. Апсолутно, и станува збор за друг грб. Понатаму карактеристика следна е позицијата на главата. Обичниот лав, да речеме обична позиција на лавот е да гледа кон хералдичка десна страна, односно кон лева страна. Но лавот може да гледа и преку рамо или да гледа во наблюдателот. Значи не може да кажеме која поза што значи, туку првично тие се направени за да се разликуваат грбовите еден од друг. Јасно, носителот кој што е на грбот или хералот кој што го прави може да има и некоја друга метафизичко објаснување што тоа значи. Но вака ние кога го гледаме од страна не може да кажеме главата која е свртена што значи. Сигурно на тие луѓе на кои што или држали нешто има некое значење. Но ако зборуваме во теоретската хералдика, позицијата на главата нема значење, освен ќе кажеме дека основната позиција нели кон левата страна, односно кон хералдичката десна. Понатаму, кога спомнуваме главата, најчестата варијанта на главата е да биде крунисана. Или да има круна, или да нема круна. Има уште една друга варијанта ако е окрунета. Значи да има круна на вратот. И последниот дел е опашката. Значи, дури и овие елементи не биле доволни за историјата, туку била битен и обликот на опашката. Значи, дали ќе биде обичен, една опашка, дали ќе биде двојна опашка, раздвоена опашка, опашка во јазол и уште ред други. Значи, обично кога зборуваме за грб и кога зборуваме за лав, битни се овие работи. Која е позата на лавот, која е позицијата на главата, има ли круна, нема ли круна и која е позицијата на опашката и јасно бојата. Затоа што бојата менува се. Различните комбинација на бои станува друг. Значи, повторно да се вратиме на прашањето. Така, добро, кајната жолто-црвената, тоа се боите кои најчесто се користат. Имаме и на знамето. Грбот поврзан со Македонија, ако зборуваме, од најраните представи, значи почнувајќи од 14-тиот век, се со лав. Значи, без разлика дали станува збор кој што е атрибуиран на Македонија или атрибуиран на Александар Македонски, повторно ќе споменам атрибуиран. Александар Македонски немал грб, ниту можел да го има, но неговата голема важност во европската култура, особено преку митовите за Александар Македонски, преку дадени преку 9 достоинствени, едноставно неговиот лик е се присутен во средновековната култура и немало грбовник во кој што нема грб на Александар Македонски. Повторно ќе кажам, не грбот на Александар Македонски кој што тој го имал, туку грб кој што го атрибуирале. Значи го припишувале, не велиме во хералдиката, припишен грб. Од сите тие грбови, значи има различни грбови, лавот е оној кој што е символ кој што потекнува цело време. Значи почнувајќи од 14-тиот век, преку овие грбовници, понатаму зборуваме преку илирските грбовници. Лавот го има континуитетот во најголем дел од случаите. Таа представа низ времето, ако зборуваме од чисто хералдичка гледна точка, имаме значи промена во атрибутите на лавот, имаме разлика во боите. Повторно велиме, значи најчестите комбинации се црвениот лав на жолта основа и обратната, жолтиот лав на црвена основа. Тоа е значи нешто што историјата ни го дава и хералдиката. Значи низ неколку варијанти. Да, низ неколку варијанти. Лавот е нешто што е горе-долу константно, може да кажеме. Зошто во овој момент сега е беше битно да го вратиме, што се вели лавот? Да, затоа што не го направивме тоа 90-та година, 91-та, кога требаше да го направиме. Историски гледано, тогаш имаше логика. Да, значи држава без грб, освен Франција поради посебната своја историја, сите ние дојдовме до тој момент, ние зборам како Република Македонија, да стигнеме до момент да не можеме да определиме што е наш грб. И сега многу интересно, морам да ве запрашам, тука имаше многу луѓе про и контра, на некого му се допаѓаше, некому не, секогаш е тоа така и добро е кога се дебатира околу таквите прашања, се поистоветува ова што треба да биде државен грб со партиски грб, најчесто
тука беа дебатирањата, колку вие како македонско хералдичко здружение, луѓе кои би рекла се и стручни да дадат своje мисли, колку бевте прашани? Па да, ние бевме консултирани и ние сметаме дека предлогов кој што е сега даден, дека е добар предлог, кој што има свој историски континуитет, кој што има сите хералдички карактеристики, кој што не е спорен пред се. Значи, во овие дебати кои што беа минативе 2 месеци, грбот се спореше на два моменти. Првен, дека е грбот на владеачката партија и дека е грбот на Бугарија. Тоа беа двата елементи, но повторно ќе направиме анализа сега, да видиме колку е тоа. Го спомнавме, значи, најнапред со грбот на владеачката партија и на другите партии, кои што излегоа од неа. Тоа беше интересно што хералдички го зачува истиот грб. ВМРО народна смена дека не е лав е лавица, хералдички не постои лавица, хералдички е лавот, но ќе оставиме тоа. Значи, грбот на владеачката партија сега е златен, крунисан лав на црвено поле и двоопашест лав. Предлогов сега е црвен лав на златна основа, значи првата разлика. Понатаму не е крунисан, така, лавот нема глава на круна и има единична опашка. Претходно објаснивме нели позициите, единствените сличности за тоа што е лав и што е исправен. Додека сите други хералдички атрибути не се исти. Значи, ако зборуваме така, тогаш може да кажеме дека и грбот на Белгија е грбот на ВМРО. Или уште еден куп други. Значи, зборуваме хералдички, посебно е водено грижа, значи тоа да не биде грб кој што ќе биде грбот на партијата. Од една страна, од друга страна имаше коментари дека е ова грбот на Бугарија. Бугарија никогаш не го имала, не го користела тој грб, ниту го чувствува како свој. Затоа што тие го имаат токму оно што ние го сметавме годиниве за наш, значи златен лав на црвено поле. За сега е прашањето зошто ние сметавме толку години дека е нашиот грб треба да биде златен лав на црвена основа, тоа е поради нецелосните информации кои што ги имавме. Затоа што единствената книга, единственото истражување на оваа тематика е направено од академик Александар Матковски далечната 70-та година. И таа ги спомнува илирските грбовници, каде што во илирските грбовници точно комбинацијата во самите делови кои што ги истражува Матковски се пола на пола. Значи половина се со златен лав на црвена основа, половина се со црвен лав на златна основа. Но кој ќе го земиме и европските грбовници, тогаш можеме стомно да кажеме дека и двата грба во различни периоди, во различни места обстојуваат како грбови на Македонија, но континуитетот на црвениот лав на златна основа е поголем. Тоа е и логиката дека е оправдано да имаме ваков символ, поточно ваков грб, како дел од сепак една традиција. Да. Значи, јас би се ослонил на нешто друго. Балканските народи, при нивното ослободување и потребата да имаат грб, сите се навраќаат на стематографијата од Джефаровиќ, кој што бил од Дојран, кој што, нели, првата негова стематографија со грбовите од земјите е од 1741 година и сите кои добиваат се навраќаат на таа. Србија, Бугарија, Грција, така да и ние сега го правиме истото. Значи се навраќаме на местото каде што сите наши соседи го бараат својот грб. И ние точно го правиме тоа со стематографијата на Жефаровиќ, кој што излегла во неколку изданија, кој што била апсолутниот авторитет, зборуваме за хералдиката на јужнословенските народи од моментот на објавувањето 1741 година на првото, понатаму уште на еден куп други места, поштувајќи влијанието на знамињата на единденското востание, тука неминовно, тука зборуваме исто така и за другите востанија кои што се разловечкото претходно, значи влијанието на Жефаровиќ е огромно. Зборуваме за културата и битисувањето на народ. Значи, ако претходно грбот на Македонија бил присутен само во некои грбовници по манастири, грбовници по лични библиотеки, после стематографијата на Жефаровиќ, едноставно грбот веќе излегува од тоа, веќе се популаризира и затоа веќе наоѓа примени на многу места. Кога говоревме за некое ваше искуство или некое ваше сугерирање кој символ да биде на државниот грб, претпоставам дека истото го има и кај можеби некои организации, здруженија, па општини, значи локалната самоуправа, неколку општини имено и неудамна добија своји нови грбови. Ги користат ли вашите сугестии? Па да, еве сега имаме, да речеме, општини кои што сваќаат дека грбот
представува еден многу важен символ кој што сепак треба да биде направен и дефиниран според правилата на хералдиката. Затоа што ако не е направен според правилата на хералдиката, тој не е грб. Без разлика што ако ние го наречеме грб. Најголемиот дел од грбовите во Република Македонија почнуваат со законот за територијалната поделба од 96 година, кога нели од тие 30 и колку беа две општини станаа 120, и тогаш општините започнаа со таа идеја да бараат идеја за својот грб. И најголемиот дел од општините залутаа во таа опција, сметајќи дека секој може да направи грб, дека се што ќе се сетите дека може да ставите на грбот. Значи, што е битно тука? Нешто што ќе ја символизира општината? Кои елементи можат да се користат? Прво и основно, за еден грб да биде грб, треба да е направен според правилата на хералдиката. Елементите кои што се представуваат треба да бидат елементи кои што прво се универзални. Значи, било кој ќе го види тој, значи не само од Македонија, од било каде да го види, да знае за што станува збор. Зборуваме за универзални, како што го спомнавме, да речеме лавот, орелот, и не само тоа, значи било кој од која точка на планетата да види, знае за што станува збор. Така, универзализмот е првиот битен. Вториот битен момент е символизмот. Значи, не се ставаат на грбот артефакти. Црквата локална, чешмата, мостот, затоа што улогата на грбот е символ. Значи, грбот не е разгледница. Разгледницата има своја друга улога. Грбот треба да биде символ, затоа што, нели, најголемиот дел кај нас од општините се обидуваат нешто од самата општина да стават, но во смисол, како што спомнав, не знам, дом на култура или мост или нешто, но тоа е нешто што е конкретно, тоа не е символ. Кој да го види, тоа не е символ, туку е конкретен момент. Понатаму, значи, позицијата на тие фигури, меѓусебните односи, боите, тоа се сите работи кои се дефинирани со хералдиката. Во вашето списание, последно што е сега издадено, Хералд, го имаме грбот на Радовиш, ги послушаа вашите сугестии, главниот символ е всушност разгранет крст. Да, значи, елементот кој што е тука е превземен од олтарниот зид на црквата Свети Илија, кој што представува многу интересен орнамент, кој што едноставно го прикажува градот. Уште еден елемент има на самиот штит, тоа е градобранската бордура. И градобранската композиција е композиција која што символизира град. И затоа те употребата, значи покрај штитот има круна, таа се вика мурална круна, со 3 кули, кој што представува символ за град, значи општина со центар во град, како што вели законот, и понатаму штитот е овенчан со венец од тутунова лисја, културата која што има во општина Радовиш. Таа што е најприсутна. Оние со кои соработувавте кај што исто така имаат своји грбови, ево од понов датум се и мислам општина Ново село и општина Охрид. Имате ли преговори можеби или вашите сугестии ќе бидат прифатени од некои други општини? Па се надевам дека ќе бидат. Ќе продолжи овој тренд. Да, затоа што грбот не е само за нас. Грбот не представува надвор најчесто кога ќе отидеме негде и веројатно од овие неколку години општините сами кога биле нели се збратимуваат, патуваат на други места во светот и добиваат идеи како би требало да изгледа грбот. Можеби тоа е една од причините зашто се решаваат, затоа што најголемиот дел од грбовите кои што биле до сега биле преоптоварени со символи. Кај нас владееше, да речеме, една желба колку што е можно повеќе работи да ставиме. Ама тоа е веќе како кич. Апсолутно, значи идејата на грбот е препознатливоста, дури од далечина. Колку е поедноставен, толку е подобар грбот. Јасно, нели, треба да се грижиме за тоа да биде уникатен, па тие две работи се да се испреплетат. Да се една против друга, нели, ако е нешто премногу едноставно, има големи шанси дека некој друг веќе се сетил на тоа. Еден од најоптоварените символи, најоптоварените грбови, да ги кажеме така, е грбот на кисела вода. Што имаме планини, имаме шуми, имаме чешми, цркви, фабрики, едноставно. Сугерирате ли промена? Апсолутно, значи тоа е еден од полошите, да речеме, затоа тоа ми е интересен школски пример. Обично кога одиме на тие конференции, странство кога разговараме со колегите кои што потекнуваат од други земји, да речеме, каде што е многу посредена хералдиката, им станува интересно кога видите како изгледа кај нас, да речеме, хералдиката, и ги покажуваме некои примери кај што се чудат луѓето. Кога веќе ја спомнавте кисела вода, што би им сугерирале што да стават на нивниот грб? Што е отсликува општината? Значи, кога станува збор за грб, еден од пристапи
символите, нели како еден грб се представува, е символизирањето на името. Кисела вода има многу специфично име, така да верувам дека символ кој што би ја представувала општината би бил некој символ кој што е поврзан со киселата вода. Или со вода воопшто. Да. На стариот грб има чешма, нели? Таа чешма се губи покрај сите други елементи кои што се ставени. Кога говориме еве за организации или локалната самоуправа, општините кои имаат своји грбови, нешто интересно ми се наметнува. Има ли и семејни грбови во Македонија? Рековте дека низ Европа тоа можеби што од средниот век било многу присутно. Дали овдека во ова модерно денешно време има семејни грбови? Дали постојат некои такви желби, иницијативи, барања до вас? Да, апсолутно. Не во многу голем број, но постојат. Една од целите на нашето здружение не е само истражување на историските грбови, туку и креирање на грбови, хералдички грбови се разбира, за различни носители на грб. Спомнавме на почетокот, првиот и основниот носител историски бил поединецот. Така да кај нас има луѓе што се со грбови и ние се занимаваме и со креирање и со регистрација на тие грбови. И да речеме, нашите членови најнапред ги охрабруваме да размислуваат за својот грб најнапред, нели? Грб на семејството, зборувам? Да. Вие имате ваш? Да. Што има на него? На него има издвоил два символа, да речеме. Едниот символ е орел, а вториот символ е крст. Нешто што е сосема логично кога станува збор за православно семејство. Значи, грбот е постар и не нужно дека крстот е само на православните семејства. Значи, крстот, рековме, е најраспространет низ цела Европа. Низ цела Европа. Да. Од кога е вашиот? Од поново време или го имате наследено со генерација? Официјално, нашиот регистер на грбови почна од 2005 година и ние ги делиме грбовите на стари и на нови. Значи, грбот мој е регистриран пред, постојањето е пред донесувањето на регистарот, но официјално е регистриран во нашиот регистар. Неговото постоење е од предходно, но сметам бидејќи она регистрација која што ја имам, и тоа е тоа што ние ги упатуваме луѓето кои што доаѓаат кај нас, затоа што често пати доаѓаат луѓе со некои приказки дека имале грбови од баба, од дедо и од сите. Ние сме построги кон тој критериум, затоа што ако некој каже дека овој мој грб, треба да го докаже. Би требало да се поседува некаков сертификат? Да. Или ако нема, кој што е поголемиот наш случај, значи ние го регистрираме, затоа што грбот, да речеме, станува официјален со влегувањето во регистерот наш. 23 часот и 49 минути тука некаде, господине Јоновски, би требале да го привршиме овој разговор. Уште еднаш за крај ме интересира, доколку се обрати кај вас некој поединец или група граѓани или семејство, каква е процедурата, каква е постапката? Значи, најнапред за креирањето на грбови, обично кога доаѓаат, кога се обраќаат, луѓето ги прашуваме дали имат некоја почетна идеја што би можело да биде и пополнуваат еден прашалник. Затоа што идејата е на хералдот кој што ќе работи на тој грб е да направи една символична представа на тој човек. Значи, тука најнапред е, да речеме, анализа на името и презимето, кратка историја негова лична на семејството, потеклото, зборуваме географското потекло, професијата, пред се и вредностите. Значи, со кои вредности би сакал да се представи или смета дека го представуваат? Не знам, може би честност, трудолюбивост, милосрдност. И потоа, кога ќе се направи, значи, кога ќе се добие некоја анализа од сите тие работи, тогаш се пристапува на избирање на некој, нели повторно рековме, грбот треба да е едноставен, не е можно сите работи што се стават, и тогаш се даваат неколку предлози и понатаму во разговори со петиционерот, значи оној кој што сака да има грб, се наблюдува, се прави во тој процес додека двете страни да бидат задоволни. Од една страна тој што сака грб да биде задоволен со тоа што ќе го добие, а од друга страна исто така херал да биде задоволен дека грбот кој што е веќе направен, кој што се прави условно земено заедно, дека е хералдички и дека е уникатен. И дека не е претенциозен. Смеат ли поголем број семејства во Македонија да имаат лав како свој семеен грб? Значи, најголемиот дел од луѓето што доаѓаат со тоа барање, ние, како да кажеме, ги ја обесхрабруваме улогата на лавот. Особено кога стана збор за црвено-жолтата комбинација.
Исто така и да речеме сонцето од Вергина, односно од Котле сонцето, затоа што некако луѓето наши тоа им паѓа прво на памет. И во најголем дел кога се јавуваат сакаат лав или сонце или двете заедно, Па се идентификуваат со државните символи малку. тоа се државни символи. Значи, нашиот став е дека лавот и црвениот и жолтиот на соодветните полови и сонцето на Вергина се државни символи, иако можеби немаат официјален статус, ама тоа се сепак дел врзани историски и може само државни институции да ги имаат или лица кои што се поврзани со тоа, дека другите луѓе ќе треба, може лав, ама не во таа поза и во таа комбинација. Колку чини постапката за регистрирање и добивање на свој статусен символ, поточно грб? Има многу фактори кои што влијаат во ова и не би можел да кажам конкретна цена, затоа што најнапред она што го спомнавме сега е така нареченото блазонирање на грбот, односно што се наоѓа на грбот, кои елементи во која позиција. После таа фаза оди на исцртување кај хералдички уметник по избор на самиот барател, што го нарекуваме ние петиционер. А тука веќе влегува работа која што оставаме на нив во зависност од кој хералдички уметник, од кој квалитет. Сега, не мислев на конкретната сума, меѓутоа дали би можело секој просечно, да речеме, македонско семејство да си дозволи да има свој грб? Значи, тоа е прашањето на приоритетите. Така, има луѓе кои што не читаат книги, кажат скапи се книгите од 150, 200, 300, а тоа се 2 кутии цигари кои што ги пушат на еден ден. Така да прашањето нели секогаш на цената е прашањето на приоритетите. Но морам да кажам дека да не биде само како тренд, меѓутоа убаво е човек да има свој семеен грб, можеби како убав аманет и за поколенијата што доаѓа да им се остави, да ги знаат своите корени. Апсолутно. Кога ќе бидат во потрага по своите корени, зашто да биде тоа привилегија само на некои можеби европски семејства. И како што рековме 23 часот и 54 минути, тука некаде би го завршиле овој разговор со господинот Јован Јоновски, хералд, председател на Македонското хералдичко здружение. Јас ви благодарам што бевте со Македонското радио, Радио Скопје. Ви благодарам.